Добро, здраво на сите. Добро дојдовте во нашата епизода со тема депресија, преку која ќе анализираме преку сериите BoJack и која беше втората? Fleabag, да. Овие серии беа одбрани заради тоа што се прво многу популарни, особено во последниве години, и имаме два протагонисти, едното е женско, другото е машко. BoJack е анимирана серија која што следи еден познат глумец во 90-тите години и сето тоа што го прави. Значи е малце Холивуд концентрирана серија, но сепак тематиките кои се обработени, животните настани, иако тој е познат глумец, обичниот човек или луѓе што не се познати може да се идентификуваат со него. За Fleabag ќе го става Максим да ни направи кратко сиже. Фала ти, Елена. Значи, кој што кажа Елена, денеска имаме наистина интересна тема, но преку две уште поинтересни серии ќе дискутираме за всушност што оваа тема представува за нас и како овие ликови всушност ја представуваат, а ја пребродуваат депресијата. Јас ќе зборувам за Fleabag, која е британска серија, која навистина беше така хит, но малце под задскрин хит, малце подоцна беше откриена од пошироката публика во 2010-тите, кон крајот на 2010-тите, значи минатата деценија. И следи една жена, девојка, во раните 30 години, која се соочува со секакви перипетии во својот љубовен, професионален живот. Во главно станува збор за девојка која нема име, всушност, туку се нарекува Fleabag, што би било преведено како вреќа со ѓубре, можеби? Да, мислам нека е сленг некој англиски, точно. Само не знам што значеше точно, ама знам нека е според као double entendre има, као сленг и Двојно значење, точно, да. Да. Значи, всушност станува збор за женски лик која е малку изгубена во својот живот и која не знае што да направи, како да ги преброди некои проблеми кои ги има. И се наоѓа во низа смешни ситуации во тек на 12 епизоди, распослани низ 2 сезони. Серијата е навистина комична, но е брикол повеќе коми-трагична или трагикомична, бидејќи преку сите тие смешни ситуации во која се наоѓа, откриваме повеќе за низината душевна состојба и за тоа како се справува. Да. Слично и со BoJack и затоа што ги имам двете гледано, ќе се дозволам да направам споредба. Тоа што двајцата се многу комплексни ликови и тие нијанси ни ги откриваме секоја следна епизода. И финтата е што двајцата се многу не се тоа добри ликови, не се злобни. Не се херои. Ама не се ни антихерои, што е многу интересно затоа што досега немам гледано нешто слично на тие две серии и затоа е интересно како пишувањето и сценаријата на тие серии е толку на некој начин, барем според мене, многу фиделно за тоа што го доживуваме ние секојдневно во врска со депресија, но и се откриваат и други ментални болести, состојби што не се нужно диагностицирани во BoJack, нити во Fleabag, но сепак е сепак интересно начинот на кој тие ги представуваат на екранот. Прашање до тебе, како психолог. Капата за психолог можеш да си ја ставиш? Да. Значи, особено во BoJack, бидејќи подолга серија, има повеќе сезони, така? 7, мислам, некако не се лажам. Бидејќи има и повеќе епизоди, повеќе ликови, а во Fleabag воглавно е таа и некои нејзини ликови кои таа ги сретнува по патот, но серијата е навистина мала, значи 12 епизоди од по 20 минути. Да. Прашање до тебе, како психолог, дали сметаш дека BoJack или некои други ликови во таа серија и Fleabag конкретно можеме да ги диагностицираме, сепак тие се телевизиски ликови, дисклеймер, значи не е ова вистинска диагноза, но наше твое мислење особено. Дали можеме да ги диагностицираме со некаква форма на депресија или едноставно се подепресивни, народно кажано? Многу добро прашање и баш ми мило што ми го постави. Вака,
Секако диагноза не можеме да даваме туку така. Тоа диагнозата се дава или помош при диагноза се дава преку терапија. Значи тоа треба да се седнат во професионален сетинг за да ние го диагностицирале тоа. Но како гледач и како човек што се занимава со психологија, дефинитивно не само Боџек и Флибек, туку и други ликови кои што се представени во сериите покажуваат знаци и симптоми на одредени ментални болести. Кое, сега не знам колку да влегуваме во детали, нели не сакаме да откриеме многу за гледачите, мислам нашата намера е да ги натераме да ги погледнат овие серии, бидејќи се интересни. Но сепак едно прашање, дали можеш без премногу да се открие во однос на заплетот на сериите, особено на Боџек, дали на кој начин тој се справува со своите депресивни епизоди? Дали имаш некакви примери или... Да, дефинитивно. Само прво што би сакала онака да представам постручно што е депресија прво, теориски, за да понатаму би ти одговорила на ова прашање. Затоа што секогаш кога студираме, тоа што го читаме и што го учиме, што го спремаме за испит, некако го правиме дисоциација меѓу теоријата и тоа што го гледаме на терен во пракса. Не нужно, но многу е битно да знаеме тоа да поврземе теоријата со праксата. И не секогаш црно-бело, тоа што ќе го читаш, дека нужно ќе го сретнеш на терен или баш по како да кажам, по прирачникот, да. По скрипта. Учебникарски. Да, дефинитивно. Значи, за тие што не знаат, но верувам дека повеќето ова го знаат, е јасно дека депресијата е ментално расстройство и расстройство или промена на состојба и на расположението. Со што има одредени критериуми кои треба да ги поседува една индивидуа, како што таа би може да биде диагностицирана со депресија. Сега има прирачник за ментални болести, DSM-5, кој секоја година подлегнува на ревизија и на промени. Тоа случува со децени, затоа што ние начетно ги дефинираме менталните состојби и болести и расстройства. Секоја со време, со текот на време се менува. Тоа што значило депресија пред 50 години не е исто како што значи денеска депресијата. Исто така депресијата е една од многу популарни. Не знам дали баш овој збор што можам да го употребам, најчести болести на модерното општество со коморбидност, што има како коморбидност, анксиозноста. Да. Сега тој прирачник за ментални болести има критериуми кои треба да се следат. Нашите најчести симптоми и знаци и карактеристични за депресија се губење на едноставно задоволство во секојдневниот живот, но работите што нас ни представуваат задоволство, зголемен апетит или намален апетит, летаргичност, неможност да се стане од кревет. Што друго би можело да се каже. Генерално губење интерес и... Која е внатрешната слика на човекот? Како луѓето доживуваат депресијата внатре? Внатрешни симптоми? Најпросто кажано, нема интерес и нити желба за живот, нити волја да се извршуваат секојдневните Какви се мислите конкретно на еден човек во депресија? Има големи варијации, затоа што прво има видови на депресија. Значи имаш блага депресија, умерена и тешка депресија. Сега сето тоа зависи, но мислите се најчесто себе поразувачки и себе понижувачки. Има недостаток на самодоврба, недостаток на себе вредност, на поврзување, се осеќа некоја изолација и како да си одсечен од целиот свет, како ти си остров и сите други се некаде далеку, ако можам да го представам тоа на поинаков начин. Често се случува да има и суицидални мисли или може да преде во самоубиство или во обиди за самоубиство. Тоа во потешките форми претпоставувам. Не мора да значи.
можеш ти да имаш такви црни мисли и да имаш као блага депресија, да имаш умерена депресија. Сето тоа зависи, но дали ќе предеш во тоа, навистина зависи од животни настани. Сега тука ова не воведува во причините за депресија, што е многу комплексно. Не можеме да кажеме една причина конкретно. Дефинитивно, но не можеме да кажеме као оваа причина води кон тоа. Или овие 3 причини ве донале кон ова. Сето тоа зависи од генетиката на човекот, значи има биолошки, физиолошки аспект, социјален аспект, темперамент на личноста, значи зависи од твојот карактер, каков си, животни настани, и така натаму, и така натаму. Значи не можеме ние да кажеме со сигурност ова или тоа ве довело до тоа. Од наша страна истовремено. Во никој случај. Прашање сега. За Боџек конкретно. Која е причината за неговата депресија? Сега, прво, не знаеме, не знаеме, не можеме се дозволиме да го диагностицираме туку така, но само хипотетички или вака, нели, бидејќи сепак нема да се налути анимиран лика, нема да не тужи за дефамација на карактер. Вака, со него е тоа што тој цело време се препушта во себе уништувачки деструктивни однесувања, деструктивни мисли. И кога и да правел обиди да си го подобри животот и секојдневното постоење, секогаш имало регресија. Што значи дека депресијата не е нешто што е туку така лечливо. Нека мене ако сега ми е убаво периодот, дека јас нема повторно да бидам во депресивна епизода или во депресивна состојба. Тоа е цел циклус и круг, не е као права линија, не е линеарно, туку има бранови. Подеми и падови. Точно. Да. Сега индивидуално за него, за да не правам многу спойлери, не можам да кажам кои се неговите тригери, но најчесто во животот има нешто што не води повторно не враќа кон таа депресивна состојба. Сега често што се случува е што може да се помеша во секојдневниот живот, знаеш, кога нема тие денотки кажеш депримиран сум или ево она. Сега за депресијата треба да трае барем минимум 2 недели. Кој што го нарекуваме депресивна епизода, а веќе кога продолжува до 6 месеци, веќе ние можеме да кажеме дека се работи стручно за депресија. Значи има разлика помеѓу чувствување тага, што е нешто моментално, па дури некоја депримираност, но луѓе што се со депресија многу поинаку го доживуваат тоа. Например, ако си тажен, доволно ќе ти биде да прошеташ, да се осетиш подобро, да прочиташ книга, да гледаш филм, и ќе те подобри на некој начин состојбата, излегување со пријатели, идење на фризер, се едно. Проблемот со депресивните луѓе е што не можеш да кажеш на депресивна личност иди прошетај, иди вежбај, ендорфини ќе ти рипнат и се ќе ти биде во ред. Мислам, секој човек што бил депресивен и кој му рекле иди во природа ќе ти помогне или као одспи, мислам нека не ја сваќа сериозноста на состојбата. Тотално, као многу ја поценуваат неговата ментална состојба и мислам нека во тие моменти некој кој ќе му каже тоа ми да не знам кој шамрдал. Добро. Да, ама мислам као многу е тоа само контраефективно и го отсликува нашето општо знаење за тоа што е депресија, односно непознавање. Така, одлично. Да. Ме наведе на нешто, ми текна еден друг филмски пример, надвор од двете серии. Може би помладата, може би постарата публика ќе биде заинтересирана, значи во Хари Потер. Велам постарата што може би цела публика. Затоа што не знам дали се уште се популарни, сега има некои контроверзи во однос на Хари Потер. Но имаше од третиот дел, од третата книга и третиот филм натака, се појавуваат едни суштества, дементори, кои се не такви црни, како во мантија суштества. И се сеќавам дека во едно интервју со писателката таа има кажано дека тие представуваат депресија и депресија е отсуство на емоција, отсуство на боја во светот, а не тага. Многу често пати, особено во тоа време, значи зборуваме пред 10, 15, 20 години,
депресијата беше представена како некаква тага. Луѓето, ако си депресивен си, значи си тажен. Но всушност беше убаво представено преку овие суштества дека тага е многу нормална емоција, значи кога се случи нешто, ние сме радосни, тажни, нервозни и така натаму, различни реакции имаме, но депресијата не е реакција, колку што едноставно состојба која не обзема целосно и која е отсуство на каква била емоција, дури и тага. Да, апатичност е еден од симптомите и знаците. Точно. Така што ми текна на тој пример века кога зборуваше колку е всушност комплексен моментот и дека не треба да се мешари, да се редуцира или сведува на една емоција или една состојба. Многу е покомплексна. Така што фала ти за опсежниот опис на депресија. Се надевам дека повеќето луѓе веќе знаат отприлика што е, како што самата рече навистина доста застапена, не знам како се изразам. Застапена, често да. Презентирана, често зборувана, можеби почесто него порано барем. Дефинитивно. За разлика од некои други психички состојби, и тоа според мене укажува на две нешта. Првото нешто е дека крената е свеста на светско ниво во однос на менталните болести и депресијата е нешто што веќе повеќе луѓе отприлика ја препознаваат. А второто нешто што ми укажува дека можеби за жал има и пораст на депресивни случаи или можеби не е тоа пораст, но туку е сега веќе регистрирање на тоа што постои. Често пати многу луѓе сметаат ова е нешто ново, не е ново, но досега не било евидентирано и регистрирано и сега ни се чини дека секој втор го има тоа или нешто слично. Точно. Што се кажеш на таа тема? Да, се согласувам сосема. Не мора да значи дека порано не постоеле депресивни луѓе. Туку едноставно сега имаме подобро знаење. Само самото тоа што е застапено, депресија кога ќе слушнеш, е една од најпознатите ментални нарушувања, и како и анксиозноста. И само што денеска луѓето општо на светско ниво се посвесни за таа состојба и одат да бараат помош. И полесно е да имаш голем особено за интернетот имаш голем пристап информации за тоа што го чувствуваш. Дури некогаш и ти да не се приметиш, може некој од твојата околина тоа да го примети. Да, точно. Како што сме веќе долг период во историјата на човештвото, препознаваме физички болести. Значи, ако имаш, не знам, некакви дамки на кожата, можам да препознам, имаш, не знам, диабетис, имаш автоимуна болест или која да е, бидејќи тие некои нешта се веќе интегрирани во нашата колективна свест. Додека, пример, депресија, кај многу луѓе можеби нема да ја препознаат, и ке си дозволам пример да кажам, особено во нашите балкански простори, повозрастни луѓе, да речеме, еве, сега произволно велам над 55 години, можеби помлади за жал, не ги препознаваат овие симптоми. Значи на нив е нешто едноставно приметуваат, можеби забележуваат дека нешто не е во ред со нивните блиски или партнери или деца или така натаму, но не верувам дека под број 1 знаат, а под број 2 можеби имаат и храброст, односно немаат храброст да кажат ова е депресија или ова е анксиозност или ова е депресивна епизода, ова е анксиозна епизода. Што мислиш за тоа? Со оглед на популацијата над плюс 55 години, да не генерализираме премногу, има многу што се секогаш отворени да научат нешто ново, што самите го доживуваат тоа, и позитивна промена што имам приметено кај нас, како општество, е што одење на психолог или на психијатар не е веќе толку стигматизирано. Точно. Твое право е ти да го споделиш тоа, дали одиш или не, но сметам дека многу помалце се надевам, или барам според моја обсервација, многу помалце има стигма на тоа што е депресија, анксиозност, особено кај младите луѓе. Да, точно. И сега ние учиме и од младите и од старите, и старите учат од младите и од старите, но кај нас проблемот со стигмата е што таква култура имаме на што ќе кажат другите, и затоа можеби по старите си уште тоа им е многу по врежано. Во глава врежано, што не би си дозволиле да го признаат тоа или да го споделат, и баш токму заради тие судења што би можеле да ги добијат, не само за депресија, тоа може да биде за аутизам, за биполарност. Воопшто постои или постоеше, сега веќе некако се разбива стигма во однос на менталните болести. Тоа е веројатно идејата што имаш. Не е само депресија. Депресија може би само врвот на
на проблемот. Да, дефинитивно и особено кога ќе направам споредба 10 години како сме разговарале со друштво, со луѓе што ги знам, познаници за депресија и сега многу се поотворени, многу поотворено ми зборуваат за сега дали има врска со тоа што сум психолог, па го споделуваат или затоа што сме блиски, но усеќам дека се повеќе луѓе се дозволуваат да се отворат за тоа што го чувствуваат. И јас мислам, без разлика која да е причината, вокабуларот постои, односно зборовите постојат. Да. Дали се доверуваат на тебе или на мене поради нашите професии или поради блискоста, е едно прашање, побитно е она што веќе ги препознаваат зборовите. Не треба ние да им ги кажеме, тие доаѓаат, повеќето луѓе доаѓаат и велат се чувствувам вака и мислам дека имам ова и ова. Што е навистина позитивно, да пофалиме. Да. Но сега повторно, прашањето е, кој пат би бил најдобриот кон разбивање на одредени депресивни епизоди? Значи, зборам кај просечен човек кој можеби нема хронична депресија, кој нема клиничка депресија, кој има релативно функционален живот, способен е да оди на училиште, факултет или работа, зависно од возраста, способен или способна е да бидат во врски и со пријатели, и романтични врски, и сексуални врски. Но прашањето е, се случува да имаме облак над главата, како што е вообичаено представувано во медиумите, особено во анимираните, како да расчистиме тој облак? Кои се некои возможни стратегии? Што мислиш тоа? Вака, секој индивиду е различно. И ние не можеме да понудиме еден рецепт за сите луѓе. Што значи тоа зависи на индивидуално ниво. Според статистика и според научни истражувања, за депресија најефективно е терапија, значи психотерапија, и истовремено и медикаменти. Фармакотерапија. Точно. Така наречена. Да, тие две во комбинација се покажа ефикасни. Сега за самите тоа како да го направиме е многу тешко прашање, затоа што едноставно немаме одговор кој ќе ни каже ова и ова направи го и ќе ти биде супер. Тоа се зависи од каков период имаш во животот, но ако успеш да станеш од кревет прво, други алтернативни методи се спорт, јога, природа, поврзување со луѓе, излегување надвор, филмови гледање, серии, нели, кинотерапија. Да, што значи дека некогаш и тоа може да се првите чекори кон подобрување на нашата состојба. Со што алармирам дека некој човек може да има високо функционална депресија. Значи тој ќе работи, ќе ги гледа децата, ќе излегува, ќе прави, но едноставно еланот за животот ќе го нема. И што е многу потешко да го примети кај себе или другите луѓе да го приметат тоа. Ова беше од генерално психолошки аспект. Јас би сакала да знам што кажува филозофијата за депресијата. Како да придам сега до одговорот на ова прашање? Па вака, пред се, мислам, филозофијата и психологијата се сродни дисциплини, тоа не се различни поларитети, не се различни краеви. И во таа смисла ние и како сме информирани за тоа што се случува во психологијата, така што и ние сме и како информирани за DSM-от, односно тој прирачник кој го спомна, кој моментално мислам дека е во неговото 5-то издание. Да, мислам дека се работи на 6-то, веќе ако не се лажам. Да. И филозофите, она што имам јас лично истражувано, значи имам правено истражување во однос на ова, станува збор за следново. DSM-от на многу од нас како филозофи не ни е доволно податлив и некогаш ни е доста редуцирачки, дискриминаторски и доста проблематичен во однос на тоа како сите болести се опишуваат, не само депресијата. Да. Сега ќе објаснам како. Да речеме, некој човек е депресивен поради која да е причина, нели? Имаме да земеме две личности. Значи личност 1 и личност 2. Првата личност е депресивна поради која било причина, но таа личност, да речеме, престанува да јаде, значи престанува да јаде со тоа што губи доста килограми, и таа личност не само што престанува да јаде, туку и не може да спие, односно боледува тоа што се нарекува инсомнија, несоница.
Другата личност, број 2, исто така има слична форма на депресија поради некои слични причини, но таа личност премногу јаде, што тоа што накачува килограми на својата телесна тежина и наместо инсомнија има хиперсомнија, односно спие повеќе од тие вообичаени 7 до 8 часа, да речеме се буди на 9 час, гледа колку е часот на мобилниот, спие уште 2-3 часа, избегнува се соочи со реалноста. И ова е еден пример кој кај нас како филозофи сметаме дека таквите прирачници кои листаат симптоми, често пати не ја доловуваат суштината и сериозноста на болеста, која и да е, не само за депресијата. И тука веќе има премногу различни филозофски теории, пристапи кои ги боцкаат малку психолозите, да ги известат дека ова можеби не е најдобрата форма. Но, во одбрана на психолозите, сметам дека прирачникот и воопшто начинот на кој се збора за депресијата не е вина на психолозите, туку на многу различни фактори, од кои тие прирачници не нужно се направени од психолози. Направени се од луѓе, има удел од фармацевската индустрија која си има своји интереси, има удел од различни политички странки и агенди кои сакаат тоа да биде поедноставено за да биде дадено во болници низ цел свет. Така што просечниот психолог и како знае, дори подобро од кој било знае дека депресијата има повеќе бои, повеќе нијанси, но за жал прирачникот е некаква подобна точка. Тој не е крајна точка. Да, и сосема се согласувам со тебе и дури тоа додека го студираме, многу критериуми за многу ментални болести се преклопуваат. Затоа е многу тешко да се даде диагноза. Значи психологот, зависно од која држава си, во која држава ја практикуваш психологијата или психотерапијата, само он помага во диагностицирање. Нема право да даде диагноза. Тоа го прават психијатрите. Сега проблемот со тоа е што од една страна ти мораш да имаш некој вид на прирачник, некој урник, кој ќе ти помогне во диагнозата. Ти мораш да ги знаеш тие критериуми за да можеш да упатиш, да како да кажам, едноставно за да ти помогне во диагностицирање и се употребува со предпазливост од психологот. Проблемот е што е пристапен за широката јавност и може да биде злоупотребено како се во науката. Точно, да, апсолутно, се согласувам. Да одиме сега кон сериите конечно? Да. Со одлична увертура, но ме интересира конкретно како нашите ликовите кои ги одбравме, во твојот случај BoJack Horseman, во мојот случај Fleabag, нема превод на македонски, публиката ќе ни извини, особено оние кои не преферираат англицизми, но пример јас ќе почнам со Fleabag малку. Не сакам да откријам што се случува, иако всушност ова не е серија која има премногу заплети, премногу перипети, повеќе некаква психолошка драма. Но сепак, значи, како што реков, станува збор за една млада девојка која е во момент во својот живот каде што не знае која кривина да ја земе, да речеме, и таа во секоја епизода прави некои интересни и смешни работи за да, по моја интерпретација, да привлече внимание и всушност е некаков извик за помош, некаков cry for help, што би се рекло на англиски. Незиниот лик е навистина трагичен, можеби не е класичен пример за депресија, колку што е навистина трагичен лик кој некако навлегол во некаква полога депресивна епизода, ако можам така да се изразам, поради многу нешта кои се имаат случајно. Главниот проблем на овој лик е што, без да откривам повторно, имала навистина блиско пријателство со една од незините пријателки, но нешто се случило што таа незина пријателка извршила самоубиство. И сега нашата протагонистка, главниот лик, всушност во текот на целата прва сезона се обидува да го избегне сознанието за тоа што се случило со другарката. Секако на крајот има пресврт кој е навистина досетлив и интересен и занимлив за кој да гледа зошто всушност тоа се случило и зошто всушност Fleabag се понаша како што се однесува. Повторно нема да откријам, но идејата е дека ова е девојка или млада жена која навистина бара бегство во многу нешта од нејзиниот живот. Едно од тие нешта и главното нешто е сексот. Значи тоа е лик кој таа на комичен начин всушност на пример ќе се качи во јавен превоз, во автобус или некој отиде во некаков ресторан и буквално ќе најде некое момче кој се допаѓа
и најчесто има секс без обврски. И најчесто тоа е толку комично, но истовремено и трагично начинот на кој таа отворено зборува за тоа. И како што дознаваме подоцна, таа го користи сексот за да избега од реалноста, за да ја оттапи болката на тоа што си има случајно, за кој дознаваме дури кон крајот. Покрај незиниот сексуален живот, има навистина комплексен однос со незината сестра, незиниот татко. Дознаваме многу рано дека незината мајка е почината, така што имаме дополнителна траума. Покрај тоа што се случило со незината најдобра пријателка, незиниот родител е умрел пред настаните на серијата, што навистина е една млада жена, навистина и го поместува внатрешниот компас. И истовремено родителот кој останат во живот, незиниот татко е навистина студен, постар човек кој нема многу време, ниту желба да се занимава со неговите ќерки. Освен некаква можеби финансиско внимание и некакви традиционални собиранки во однос на некои настани, така што чисто сакав да ја насликам незе како еден трагичен лик кој навистина поминуваат низ најразлични перипети, кои нам на публиката ни се многу смешни и интересни, се додека на крајот дознаваме дека и цел тој хумор произлегува од многу мрачно место, од многу мрачна траума, која создала оваа трагична девојка. Сега, тоа е во главно во првата сезона. Во втората сезона фокусот се менува кон љубовта, каде што Флибек конечно наоѓа многу попродуктивен начин надвор од незиниот лавиринт, каде што се заљубува во еден свештеник. И тука, од филмски аспект, навистина фасинантно, бидејќи станува збор за лик кој постојано го користи сексот како бегство. И сега што прават сценаристите и режисерите, и дава да се залюби во човек кој не смее да има секс. Имено католички свештеник на кој му е забрането да има секс. И сега таа мора да научи како да има однос со маж, а да не биде тоа сексуален однос. И е навистина генијално напишано, бидејќи во рок на буквално само 5-6 епизоди, таа се зближува толку многу со свештеникот, што дознава и прв пат се заљубува. И таа може би дупка која е оставена од незината мајка, дупка која е оставена од смртта на незината пријателка, тоа што незината сестра, иако е жива, иако е добра со нејзе, не е присутна, колку што она би сакала, незиниот татко истовремено, и наоѓа конечно извор како да го пополни таа празнина во себе. И за крај да го заокружам се, иако можеме вечно да зборуваме за нејзе, бидејќи наистина интересен лик. И секако ќе ме интересира твоето мислење. На крајот, сепак серијата завршува на оптимистичен начин, без да откривам повторно детали, но завршува на начин на кој има излез, според мене, од лавиринтот на тие некои депресивни епизоди. Не би рекол депресија, бидејќи не знам дали навистина има клиничка депресија. Таа е премногу жива на некој начин и премногу во светот, но од друга страна бега од светот. Многу контрадикторен лик е, многу навистина е сложена. Да. И сметам дека е навистина една прекрасна серија која покажува како една модерна девојка, модерен човек воопшто се справува со модерната состојба на живот, отегјувањето од блиските, немањето работа, немањето време да се најде партнер, соодветен партнер, бидејќи бараме некакви побрзи задоволства и така натаму. Така што тоа беше мојот придонес денес да го представам овој лик и се надевам дека публиката ќе, ако не ја познаваат досега, што би ме зачудило, да и дадат шанса. Да, ама го имаш тоа, например, смртта и сексот, као Ерос и Танатос, као тие двете ид. Тоа е, всушност, не ме баш најомилен Фројд, но го имаш идот кој е многу добро представен преку тој лик. Точно. И после имаш нешто као супер его, као нешто спиритуално, религиозно, морално, како свештеник. Точно. Каде што го дава тој баланс. Точно. Со што би се навратила исто на тоа што го спомнав на почетокот, како се чувствуваат луѓе кога се во депресија или како да си сам на остров и си отуѓен, едноставно од сите изолиран. Точно. Сега убаво е што свештеникот на некој начин доаѓа во незиниот остров и ја повлекува назад кон населението. Знаеш, кој наоѓа начин да ја врати во живот. Да, и тоа се едно исто така пак психолошки малце ќе се навратам, една од основните потреби на човекот според Маслов, чувството за припаѓање некаде. А она ги губи тие личности на кои најмногу им припаѓала и на кои имала најмногу љубов да им даде. И мал коментар за таткото, не нужно дека е студен или као не сака да се замара, мислам дека едноставно не знае како.
да се справува Да, со неговите точно. ќерки по губењето на Неговата неговата сопруга и тука гледаме колку е битна мајката всушност во едно семејство. Да. Ова е гениална серија во која мајката воопшто ниту во ниеден момент не се појавува, ни во некакво сеќавање, ниту гласот ти го слушаме, Да. а незиното присуство е толку јасно дека всушност можеби и би рекол дури сите проблеми извираат од тоа дека изгубила некоја личност која толку и била еден баланс, една стабилност во животот. Да. Извор можеби на љубов. Има една сцена има една епизода која се навраќа на погребот на мајката, каде што повторно мајката воопшто не се појавува, дури ни ковчегот не го гледаме. Каде што таа зборува, главниот лик зборува со незината најдобра пријателка и вели што да правам сега со цела оваа љубов што имам во мене, не знам каде да ја ставам. И незината најдобра другарка вели ставија во мене. Еве кај мене можеш да ја ставиш. Проблемот е што таа другарка подоцна ќе се самоубие поради проблем со момчето, да не откривам, но проблемот е што Флибек постојано како да ја пренесува таа некоја голема љубов за мајка и како на личността која ја дала, се и таа личност почина. Што е многу трагична еден аспект на љубовта, но секако со свештеникот разбира дека може да секогаш да создаде и разгори нова љубов. Да. И е навистина топла порака и топол нов почеток за нејзе. Да. Што мислиш, зошто овие серии како Боџек, што е прва анимирана серија, одцртан филм е, за возрастни, секако, плюс 16. Зошто овие серии толку се популарни и толку резонираат со нас овие ликови? Колку се онака скапани, комплексни, добри, лоши, као зошто публиката толку ги обожува? Ова е навистина добро прашање. Можеш и ти да го одговориш. Ке ти го вратам, ама ја се обидам прво јас. Зошто? Мислам дека се навистина сите се пронаоѓаме во нив. Значи да речеме во однос на Флибек, она е девојка која е навистина соголена од сите тие некои маски кои сите ги носи. Мислам сепак е тоа филм, не е реалност, нели? И таа е девојка која буквално прави она што ѝ се допаѓа. Значи кога и се јаде, кога сака да има секс, без некаква цензура. И тоа е толку сирово што повеќето од нас можеби така и се чувствуваме во однос на тие некои наши нерегулирани нагони, но секако бидејќи живееме во општество, бидејќи живееме во семејни заедници, не можеме секогаш да се соочиме со нашите нагони и потреби. А таа е личност која буквално што и да ѝ се случи, тоа го прави. Но ова на крајот од денот доведува до одреден нихилизам, тоа што го нарекуваме во филозофија нихилизам, односно некаква ништост, некаква празнина, не доведува до никакво нешто подлабоко и позначајно за нејзе. А тоа е девојка која е всушност гладна за значење. Значи таа толку бара некаква смисла и некакво значење во животот, што е тоа е толку трагично што цел време се однесува толку површно и трча од пријател на пријател, од момче на момче, од роднина на роднина, барајки некој да ја сослуша, да ја даде внимание, а никој всушност не гледа дека покрај незината фасада на комичност и постојано прави шеги, постојано е смешна, дека се крие трагичен лик и сметам дека тоа е нешто што многу луѓе се поистоветуваат со тоа. А во однос пример на Боџек, ја знам дека Боџек Хорсман, он е всушност тоа е делумно инспирирано од Дон Дрейпер од Mad Men. Не знам дали си знаела за овој момент. Не знаев, ама знам, имам читано анализи помеѓу тие два ликови. Да, значи што се сосема некако природно доаѓаат, бидејќи Дон Дрейпер и Боџек заедно се некако мажи кои навистина некако се заглибани, како да кажам, се потонати во не знам што да правам со себе и некако преку дрога и алкохол и некакви така беззначајни можеби дела пробува да ја пополна таа некоја празнина која имаат во себе. Да, тоа е тој недостаток на допамин, серотонин што ни фали, што го наоѓаме као што се вика на англиски као instant gratification. Као каде што бараш брзо решение за проблем што со години трае. Точно. Што значи дека пак се навраќам на важноста на не може секој да ги има, нема секој можност да посети психолог, но сепак ја угласувам, ја назначувам важноста за тие што можат да побарат професионална помош да го направат тоа. Затоа што иначе цело време е еден круг на себеуништување, на Точно. Еден магичен круг. Да, као vicious circle на тие работи.
Со што само би сакала да напоменам дека ид и над его е поправилниот збор. Мислам нека кажав супер его. Не, тоа е сосема точно. Да, ма мислам нека над его е покоректно да се каже, но не е битно онака да си за тие што студираат психологија да не ми замерат. не. Мислам дека користиме колку што се сеќавам и во Скопје велат ид, его и супер его. Тоа е таа Фройдова теорија. Како да дојдеме некако до крајот? Како сметаш дека овие ликови кои ги одбравме, но не мора и само тие, очигледно ни стана јасно дека многу луѓе и многу писатели кои ги создаваат овие серии и филмови пренесуваат некаква состојба која многу од нас ја чувствуваме. Значи тоа е повеќе од некаква клиничка состојба, отколку што е некаква буквално душевна состојба. Како гледаш дека ова ќе се развива понатака? Како гледаш дека ова ќе се рефлектира? Дали има излез? Од депресија? Од вакви некои состојби, не сакам да биде тоа депресија во клиничка смисла, но воопшто, такви некои депресивни епизоди. Како што имаат нашите ликови? Види, како што спомнавме преска, животот е таков, пун со падежи и можеме еднаш да се воздигнеме, еднаш да се спуштиме, но ние можеме да најдеме правилни алатки како тоа да го правиме и да сме прво да започнеме со себе свесност за тоа што ни се случува, да побараме помош во најблиски и да се обидеме да излеземе од таа ситуација која не уништува. Сега нема брзо решение на тоа и тоа е проблемот што луѓе кои барат брзо решение преку алкохол, дрога, секс, што и да е што се очајни. Тоа е мислам нека за жал, да. Очај и само ја отапува волката. Да, но затоа што решението е многу долго, мислам процесот на исцелување е многу долго и убаво е да затоа овие серии туку резонираат со нас, прво затоа што отсликуваат нашата реалност без да бидат ние. И нели како што спомнавме во нашата прва епизода е начин исто на самотерапија. Точно. Така што заклучок немаме. Да, тоа темата животот. е за жал е отворена и ќе биде отворена уште многу долго. Оно што можеби јас можам да го кажам за крај е дека од некоја понаучна перспектива постојат секакви некакви истражувања кои велат дека депресијата е како што и ти веќе нагласи недостаток на одредени хормони, вака понародно кажано, малку е покомплексно од тоа, но такви серотонини, односно серотонинот, ендорфинот, допаминот, тоа се некакви хормони кои заедно се нарекуваат хормони на среќа или задоволство и кои, кога да речеме сме изложени на помалку сонце, кога сме изложени на помалку социјална интеракција, кога сме изложени на повеќе стресови, овие хормони паѓаат, а и со старењето мислам дека со текот на животот секако нивото на овие хормони се намалува. Така што многу научници кои секако имаат поинаква перспектива можеби од мене и тебе, во смисол дека гледаат во ред. Тоа нивото на тој хормон е намален, како да го кренеме и личности нема да имаат депресија. Но според мене сметам дека работата е навистина многу по-тешка, бидејќи како што покажуваат нашите ликови, ние не можеме да знаеме тие се фиктивни ликови каква им е состојбата на хормоните, но она што можеме да го видиме е дека животната ситуација во која тие си имаат најдено и те како причинува да се чувствуваат отапено, душевно празно и така натаму. Дури до тоа да не е која клиничка состојба, сепак се ова несрекни луѓе кои запаѓаат во депресивни епизоди. И затоа сметам дека надвор од овој лавиринт е наистина потемелно преиспитување на многу работи од животот. Да, и тоа е тоа кај нив што не успеаме да се идентификуваме е што ги гледаме како постојано страдаат и како покрај тоа страдање постојано гледаат да го гледаме тој труд вложен за да се подобрат својата состојба. Точно. За самиот крај, дали сакаш да споделиш со, мислам, двајцата да споделиме со нашите гледачи, што читаме или гледаме овој месец или овие неколку недели? Не. Не? Добро. Да го зачуваме тоа со следната епизода. Океј, тогаш јас ке кратко само ќе кажам една препорака до гледачите. Моментално го открив еден бугарски писател, интересно. Неговото име е Георги Господинов, кој неодамна доби многу награди низ целиот свет. И неодамна ги открив неговите кратки приказни, раскази кои се преведени на македонски, ги има по македонските книжари, така што тоа е нешто што
го читам моментално и да, вака за крај може би некоја така мала препорака, да не биде само нели филми, серии. Во ред, ти благодарам Максим за препораката. Ќе се надевам дека некој ќе се заинтересира и дека ќе ја прочита. И се ви благодариме што не слушавте на денешната епизода, па се гледаме нареден пат. Се гледаме во наредна прилика.